Специјалната обвинителка Катица Јанева на последната пресконференција уште еднаш побара од собранието да изнајде законско решение со кое ќе се продолжи мандатот за истрага на кривичните дела што произлегуваат од прислушуваните материјали. Јанева потребата ја гледа во комплексноста на истрагите кои ќе го надминеле периодот од 18 месеци за покренување на обвиненија, кој пак истекува на 30 јуни годинава. Тоа е рок кој не може да се продолжи, од тој ден работата на СЈО ќе биде само во рамките на надлежноста да ги застапува поднесените обвиненија пред судот, вели поранешниот министер за правда Михајло Маневски, според кој нема правна основа за продолжување на мандатот, повикувајќи се на членот 22 од законот за СЈО, во кој се наведува период не подолг од 18 месеци за поднесување обвиненија. Законот за специјалното обвинителство е производ на пржинскиот политички договор за излез од политичката криза, па поради тоа и е надвор од уставот и од редовната законска процедура, објаснува Маневски. Иако слушам некои барања да се продолжи мандатот на ова јавно обвинителство, значи нити во законот со кој е основано тоа јавно обвинителство, нити во било кој друг закон е предвидена можност да се продолжи тој мандат. Ова јавно обвинителство е дел од договорот од Пршино, каде што под точката Римско 5 е предвидено неговото основање, неговата надлежност и неговите функции. Спрема тоа, значи функциите на ова јавно обвинителство престануваат со поднесување на обвиненија и отварање на нови истражни постапки на 30 јуни 2017 година. После 30 јуни 2017 година ова јавно обвинителство согласно законот за СЈО ќе има надлежност само да ги застапува обвиненијата што се веќе поднесени до судовите за кривични дела во врска со неговата надлежност. Според последниот извештај на СЈО, во предистражна постапка се вкупно 68 предмети, а истрага се води против 112 лица. Застапува 2 обвиненија пред суд и уште едно најави на последната пресконференција. Во меѓувреме, иницијативата за оценување на уставноста на законот за СЈО веќе година и пол е во работа во Уставниот суд. Нема информација кога ќе се најде на дневен ред на седница. Поднесувачите се повикуваа на членот 106 од Уставот, според кој јавното обвинителство е поставено како единствен и самостоен државен орган, кој ги гони сторителите на кривични дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши и други работи утврдени со закон.